Добро вечер, Центар. Добро вечер, драги мои пријатели. Ви благодарам што сте вечерва тука заедно со нас, што ни ја давате вашата доверба и поддршка, што ни давате сила и волја да издржиме во оваа наша заедничка битка. Ви благодарам и ви честитам што цела зима бевте дел од македонскиот граѓански отпор, што бевте силен белем во фронтот против узурпаторите на слободата и демократијата, против киднаперите на македонската иднина. Сите вие имате полно право да се чувствувате горди и пред себе и пред своите деца. Затоа што не наведнавте глава, туку го хренавте гласот. Затоа што не се уплашивте, туку покажавте храброст. Затоа што застанавте на вистинската, на праведната страна. Затоа што покажавте како горди луѓе се борат за своето, за најмилото, за иднината на своите деца и својата држава. Вие со својата храброст им помогнавте на многу други да го победат стравот, да се осмелат, да се охрабрат, да се одважат, да ни се придружат. Драги пријатели, битката трае, отпорот продолжува. Отпорот продолжува така како што се договоривме, така како што се законавме. Одиме до крај, до конечна победа. Ние немаме два живота, па едниот тие да ни го пропастат. Ние немаме две татковини, па едната тие да ни ја уништат. На сите ни е јасно дека земјата ја водат во погрешен правец. Дека пропаѓаме по сите основи. Тонеме на сите полиња. Стопанството е на колена, народот осиромашен, државата презадолжена. Заведува диктатура, сакаат да владеат со сила, со закани и притисоци. Нивното не најсилно, туку единствено оружје е сеење на лаги и сеење на страв. Во Македонија денес вистината е протерана, слободата е забранета, демократијата е зло што треба да се уништи. За нив нема ништо свето, ни устав, ни закон, ни народ, ни држава, ни вера, ни семејство. Ако нивната власт и нивните пари се доведени во прашање, подготвени се да газат се живо пред нив. Почитувани граѓани, Македонија е мала земја со ограничени ресурси. Ние како држава немаме капацитет на долг период да издржиме ваква погубна политика. Мора да му ставиме крај на ова лудило пред да биде предоцна. Тоа само од себе нема да се случи. Нема кој друг да го направи тоа, ако не ние. Тоа мора да го направиме сите заедно. Целиот наш народ со сета своја волја и одлучност. И тоа така како што личи на еден државотворен народ. На народ со демократски капацитет. На народ со европски потенцијал. Да го направиме тоа на избори. Прво на локални, а веднаш потоа и на предвремени парламентарни избори. На 24 во недела, вие и сите ние ќе гласаме за локалната власт. Но бидете во исто време свесни дека со вашиот глас давате или одземате легитимитет на тиранијата на Груевски и фамилијата. Затоа и тој, затоа и неговите министри, затоа и сите представници на оваа власт овие денови се така растрчани ширум Македонија. Не затоа што ви се секираат, почитувани граѓани, во какви општини ќе живеете, туку затоа што чувствуваат, гледаат дека доаѓа моментот на тешката, на големата, на народната казна, од која за нив бегање нема. Драги пријатели, искористете ја приликата. На 24 март победете два пати. Прво, победа за локалната власт. На овие локални избори одиме на победа во секој град, во секоја општина ширум Македонија. Сите се подеднакво важни и значајни. Но ако некоја победа има посебна тежина
има посебна вредност. Тоа ќе биде токму овде во општина Центар. Затоа што Скопје е центарот на Македонија, а Центар е центарот на Скопје. Затоа што во Центар живеат луѓе што не можеш ниту да ги купиш, ниту да ги лажеш, ниту да ги плашиш. Затоа што сите своји комплекси ги лечеа во Центар и преку Центар. Затоа што најголемите пари ги искрадува во Центар и преку Центар. Затоа што во Центар нивните дела не се дела, туку се кривични дела. Затоа што во Центар се прекршуваше, во Центар се треба и да се расчисти. Затоа што во Центар беа тепани студентите на Скопскиот плоштад. Затоа што во Центар беше убиен Мартин Ешковски. Затоа што во Центар тука преку улица беше уапсен Љубе Бошковски. Затоа што во Центар беа тепани пратеници и новинари. Затоа што во Центар е и владата, и парламентот, и седиштето на ВМРО ДПМН. Затоа што во Центар сме и Андреј, и Јани, и јас, и треба да им покажеме кој е за во Центар, а кој е за во казнено поправен Центар. Драги пријатели, Андреј Жерновски, градоначалник на Центар, Јани Макрадули, градоначалник на Скопје, тоа е тандемот за пресврт, тоа е тимот за победа, тоа е екипата што ја заслужува вашата и наша доверба. Победа во Центар и во Скопје, за победа во цела Македонија. Почитувани граѓани, на 24 март со својот глас можете да извојувате уште една многу позначајна, многу поголема победа. Да му покажете, да му покажеме сите заедно, јасно да му соопштиме на овој режим на Никола Груевски дека нивното време заврши, дека народот бара промени, дека народот бара предвремени парламентарни избори и тоа веднаш. Затоа што, почитувани граѓани, важно е во какви општини ќе живееме, но уште поважно е во каква држава ќе живееме. Ако генералниот курс на земјата е погрешен, е погубен, нема локална власт која тоа може да го оправи. Сиромаштијата, невработеноста, скапотијата, скапото, растурено здравство, уништеното образование, силеџиството, криминалот, корупцијата, газењето на слободата, на демократијата, тоа е грдото, но за жал и вистинското лице на Македонија денес. Тоа се резултатите после 7 години апсолутна власт во рацете на еден човек и една мала група луѓе околу него. Како резултат на нивните недела, Македонија денес е земја во која што 1/3 од населението живее под прагот на сиромаштијата. Секое трето наше семејство се бори за корка леп да преживее од денес до утре. Македонија е земја на блокирани сметки, на невратени кредити, на активирани хипотеки, на судски извршители, земја на медиумски мрак, на цензура, на затворени телевизии и весници, земја на приватизирани институции, на партизирана администрација, на диригирано судство, земја на политички затвореници, на судски монтирани процеси, земја на огромен криминал и корупција, на државна мафија под контрола на фамилијата. Нема бизнис во кој не замешаа своји прсти, нема фирма на која не изедоа рекет, нема тендер кој не е наместен, нема дуќан кој не почувствува драконска инспекцијска казна. Цела државна машинерија е впрегната да собира арач за фамилијата, за нивните приватни сметки и приватни джебови, за нивните приватни инвестиции во странство за купување на хотели, апартмани, станови во други држави. Македонија е земја во која само 2 индустрии работат нон-стоп,
како во нивните спотови 24/7. Тоа се нивните пералници за пари и нивните пералници за човечки мозоци. Додека народот ни страда, додека стопанството пропаѓа, додека државата ја презадолжија со странски кредити, тие со нашите народни пари ги лечат своите комплекси и фрустрации. 500 милиони евра затворија во камења, во мермер, во бронза, во барокни фасади, во центарот на Скопје на само 1 километар квадратен. Народот нема леп да јаде, а фараонот Груевски со народни пари си подига споменици на своето владење. Почитувани граѓани, никој во нашата историја не успел така жестоко да не подели како народ и меѓусебно да не испокара, како што тоа му успеа на пастирот, на преродбеникот Никола Груевски. Никој во нашата историја не го злоупотребувал така ефтино поимот патриотизам, поимот национален идентитет, како што тоа го прават овие лажни патриоти на власт. Никој така бесрамно не ја фалсификувал историјата и сегашноста на овој народ, како што тоа го прави оваа режимска власт на Никола Груевски. Ни го украдоа и уништија европскиот сон, ни ја одзедоа надежта и вербата во иднината, не направија земја без перспектива, темен вилает, со прст да не покажуваат за посмев да служиме пред цел свет. Почитувани граѓани, ова што ни се случува не е наша судбина. Ова што ни се случува не ни е од Бога пишано. Се може да биде подобро. Се може и мора да биде поинаку. Меѓутоа, треба да бидеме свесни дека проблемите со кои се соочуваме нема сами од себе да се решат. Решението нема на подарок од небо да ни падне. Нити пак некој друг од надвор ќе дојде и ќе го направи тоа наместо нас. Ова е наша држава, ова се наши животи и од нас, само од нас и од никој друг зависи какви ќе бидат. Време е на ова пропаѓање, на оваа агонија да ставиме крај. Време е за нов почеток, за нова страница. Време е за крупна историска значајна одлука. Локалните избори на 24 март во недела се можност да покажеме дека не е единствената Македонија ова што денес ја гледаме, ова на Никола Груевски. Полтронска, послушничка, режимска, корумпирана, закопана во лажно минато и во уште полажна сегашност. Ајде сите заедно да покажеме дека има и една друга многу подобра Македонија. Македонија слободарска, демократска, напредна, правдолюбива, Македонија свртена кон нивнината. Да покажеме во недела дека таа Македонија не е само подобра, туку дека е побројна, посилна, помоќна, дека тоа е победничката Македонија. Драги пријатели, ајде во недела да направиме нешто сите заедно со што ќе се гордееме цел наш живот. Ајде сите заедно да победиме. Наша победа за нашата Македонија.